Почитувани граждани, ако ме гласате, ќе ви направам школно, чешми, ако треба нови куќи ќе ви изградам, згради ќе ви купам. Ако можат политичарите, можат и децата да ветат по нешто кое подоцна нема да го исполнат. Следејќи го примерот на политичарите и нивниот говор за време на митинзите, овие деца се одлучиле на комичен начин да ни ја представат изборната кампања на партиите. Од прикажаното може да се каже дека не се далеко од вистината. Но овие деца го направиле видеото од забава. Сепак има нивни врсници кои на вистина се дел од изборната кампања на одредени политички партии или политичари кои неретко вешто ги користат малолетниците за добивање на симпатии кај гласачите. Според законот, но и според сите меѓународни конвенции за заштита на правата на децата, ова се смета за злоупотреба на деца. Во членот 11 од Законот за заштита на децата се вели: се забранува злоупотреба на деца поради политичко или верско организирање и дејствување. Од првата детска амбасада во светот меѓаши апелираат децата да не се користат во изборната кампања од страна на партиите и политичарите. Duke u bazuar në konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por edhe në deklaratën e vitit 1991 e cila u soll nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, jemi kundër keq përdorimit të fëmijëve në fushata zgjedhore. Kërkojmë prej të gjitha subjekteve politike të cilat janë kyçur në këtë fushatë zgjedhore që t'i kursejnë fëmijët nga keq përdorimi i fitimit të poenave politik. Новината не е секогаш кај политичарите. Во голем број случаеви самите родители одлучуваат на партиски митинзи да одат заедно со нивните деца. Во таква ситуација партиите или политичарите не може да сторат ништо. Меѓутоа и покрај нашите континуирани апели и соопштенија во јавноста за време на изборните циклуси што се случуваат во државата, децата да се остават на страна, да не бидат инволвирани, да не бидат злоупотребени, како од страна на кандидатите на политичките партии, така и од страна на родителите да не ги носат со себе на митинзите и средбите со политичарите, односно со кандидатите, како што велите и понатаму има случаи каде што децата се инволвираат, со што се постапува спротивно на тоа што представува најдобар интерес на детето. Политикологот Джени Сулемани вели дека повторувањето на овој феномен се случува поради немање на механизам за санкции на политичките партии кои го прават тоа. Mos funksionimi ligjeve, mos zbatimi. Нефункционалноста на законите, неспроведувањето на санкциите создава можност во изборните кампањи да се појават слики каде може да се забележат деца со бои на разни политички партии. Ова нормално дека може да се спречи тогаш кога ќе се спроведат санкциите и кога партиите ќе го добијат заслуженото. До сега во Македонија ниту една партија или политичар не е санкциониран за злоупотреба на деца во политички цели, иако голем број на такви случаи се регистрирани.